се случи тоа што ми се случи. Бевме во егал до 47-та минута, значи бевме на прагот на победа. Во еден момент Герман напад, едноставно инстинктивно, мојата рака која поминува еден мирни играч, дојде на неговото лице и доби тоа што доби црвен картон, се распаднахме во тој момент. После тој натпревар ги видов моите соиграчи разочарани. Како да се изгубиле од Катар или од Саудитска Арабија, едноставно тоа допре до моите соиграчи, видовме се, не можеме да влеземе така во натпревар и да очекуваме победа, али се укажува историска шанса. И се договоривме вака, а тоа допре до нашите соиграчи. Видете, дечки, јас као капитен настапив и тоа може сите да го потврдат, тоа беше така. Не знам зашто главите долу изгубивме од Германија, не е срамота, ама знаеш, имавме шанси, требаше вака, требаше онака, значи однапред ние се предававме, значи имавме алиби, значи не ја победивме Германија, сега Русија и си одиме дома со себе. Слушайте да ви кажам, кој може, кој не може, нека каже, ќе се поздравиме, нема врска. Значи, одиме, тие што можат, нека дигнат рака, без разлика, како што рече и гледачот, кој го поздравувам, и тоа го осетил, значи што постоеше единствената репрезентација. Имавме повредени, например, на тој натпревар Чалушев играше со Спинат Мускул. Имавме репрезентативци кои играа под висока температура, едноставно се договоривме. Дечки, кажете, ако можеме 8 души игра на 8, души ќе пробаме да изненадиме Русија. Кој не може, нека каже. Значи, кој веќе ќе излезе на терен, треба да даде максимум. Нема да му се рачуна дали бил болен, дали бил повреден. Едноставно во тој момент као да се случи нешто, некој